Централно информативно издание на 1 ТВ. Добро вечер. Јас сум Александар Петрески. Јас сум Јадранка Костова. Инаку почнуваме со најновата информација, тоа е дека владината коалиција предводена од СДСМ и ДУИ вечерва на финални разговори за тоа околу кој кандидат за председател ќе се обединат и заеднички ќе настапат на престојните председателски избори. Но се уште не е јасно дали името на кандидатот ќе биде соопштено вечерва или тоа ќе се знае во недела на Конгресот. Во секој случај, наша екипа се наоѓа на местото на настанот, хотелот Хилтон, па во текот на дневникот ќе имаме директно вклучување и само уште една информација во текот на дневникот телефонски ќе разговараме со Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, а по повод бројните прекршочни казни за учесниците на шарената револуција. Останете со нас, со дневникот почнуваме веднаш. СДСМ и ДУИ на финални разговори за заедничкиот кандидат за председател. Мијалков останува во домашен притвор. Црногорскиот парламент гласаше за прием на Северна Македонија во НАТО. Имплементацијата на Преспанскиот договор отвора прашања за кои е потребно време, вели Немиц. Лавина реакции за лажните вести на социјалните медиуми дека термините мама и тато ќе бидат заменети со родител 1 и 2. Соединетите американски држави би можеле да почнат воена акција во Венецуела, вели Лавров. Почнуваме со вестите. Владината коалиција предводена од Заев и Ахмети, но и сите што го поддржуваат заедничкиот кандидат за нов шеф на државата вечерва на финални разговори. Дали по денешната средба ќе се знае името на заедничкиот кандидат или сепак ќе се чека Конгресот на СДСМ закажан за внедела, останува да видиме. Вечерашната средба се одржува во хотелот Хилтон, каде вечерва и нашата колешка Искра од Печеска. Искра, дали се слушаме? Да, Јадранка, добро вечер, се слушаме. Дали сте пристигнати сите лидери на партиите од владеачката коалиција? Да, токму така се надевам дека камерата на нашиот колега Новица Крстич може да забележи дека сите коалициони партнери се веќе во хотелот Хилтон и се очекува во секој момент да пристигне премиерот Зоран Заев, односно како прв човек на Социјалдемократскиот сојуз. Од она што успеавме се разбира неофицијално и неформално се уште да дознаеме, доцнењето на овој состанок е бидејќи внатре во Социјалдемократскиот сојуз каде што се одржува уште од попладнето состанок се случува вистинска дебата, вистинска битка за тоа дали ќе се оди дали пред коалиционите партнери ќе се соопштат 4 фаворити за кои што јавноста веќе подолго зборува или сепак ќе се оди со еден кандидат. Зошто е тоа така? Бидејќи според партиските сознанија и анализи најмногу општински организации на Социјалдемократскиот сојуз го предложиле Оливер Спасовски за кандидат за председател на СДСМ и коалицијата. Меѓутоа веднаш до него е и Стево Пендаровски, а потоа следат и имињата на Никола Димитров и Радмила Шекеринска. Она што пак според анкетите на граѓаните, не само на симпатизерите и членовите на СДСМ, се покажува, тоа исто било неофицијално и неформално, дека сепак Стево Пендаровски има поголема поддршка, а поголема поддршка му дават и коалиционите партнери. Од она што успеавме да поразговараме барем со дел од лидерите и представниците на партиите овде во хотелот Хилтон, тоа е дека сепак Стево Пендаровски е фаворит и на коалиционите партнери. Дали ќе биде така? Дали ќе суди со овој кандидат еден или сепак четворицата ќе бидат нама составени? Чекаме во секој момент да започне состанокот, пошто ќе дознаеме дали ќе биде така. Што се најавува? Колку се очекува да трае овој состанок? Ќе има ли официјално изјави? Што е, каква е агендата? Да, од она што успеавме да поразговараме и според организациониот одбор на Социјалдемократскиот сојуз кој што го организира се това, ни беше кажано дека бидејќи веќе процедурата за поддршка давање на кандидатот што ќе истрча од оваа коалиција за председателски кандидат е започната веќе од поодамна. Партиите претходно има средба со Социјалдемократскиот сојуз, ова ќе биде втора средба, меѓутоа и писмено јусно се изјаснувале и претходно дали ќе поддржат
некој кандидат или не, тоа затоа велам не се очекува да трае нешто многу, не повеќе од 1 час, пошто и официјално не беше кажано од Социјалдемократскиот сојуз дека премиерот Заев, односно председател на СДСМ во оваа улога, ќе даде изјава, а останатите политички партии во зависност од тоа дали ќе сакат јавно да зборуваат, секако и тие ќе можат да го кажат својот став. Само уште ова, бидејќи во недела социјалдемократите ќе имаат конгрес на кој треба да го изберат кандидатот. Како планираат, таму има пријавено над 20 кандидати за кандидат за председател. Дали делегатите на конгресот само ќе изгласаат она што ќе се договорат коалицијските партнери? Тоа е малку токму тоа да, разговаравме и за тоа со луѓе од Социјалдемократскиот сојуз кои што ни објаснија процедурата. Имено, иако беа општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз кандидира околу 24 луѓе за можни кандидати за кандидат за председател, сепак дел од нив, како што ни беше објаснето, во име на партијата и во име на заедничкиот став и на заедништвото внатре, ќе се откажат и веќе се откажале од трката за избор за кандидат за председател. Така што верувам дека веќе тоа е договорена работа, дека сите тие ќе се откажат во име на партискиот став и ќе се трчат или со Стево Пендаровски како најсериозен кандидат, или пак со четворицата најдобри што освоиле најмногу поени на анкетите спроведени во претходно. Искра ти благодарам за сега, доколку има нешто ново, ќе побараш вклучување во Дневникот или понатаму во отвореното студио на 1 ТВ. Одиме понатаму.